значи овој 40 годишен јубилеј со премиерната изведба на свадбата на малиот буржуј отпочнува славењето на творба културна во Куклич. Како што видовте, представата го заокружи тој момент кој ние го баравме, значи публиката беше задоволна, презадоволна, ние исто актерите кои го понесува главниот терет, тоа е една одлична екипа која допрва дури може да кажеме дека има напори и сила да се судри со сериозни текстови. Впрочем, и свадбата на малиот буржуј покажа дека сите тие наши проблеми кои ги имаме и кои малте не се пренесуваат од општествените неприлики, кои Брехт изворено ги има земено во своето дело, дека ова младост, плејада од актери млади во драмското студио покажа еден сериозен резултат. Резултат се надевам кои ќе продолжат да го негуваат. Исто сакаме да се заблагодариме затоа што генерален покровител на представата е господинот Зоран Заев, градоначалник на општина Струмица, кој смогна сили да ја поддржи ова представа и после 4 годишна неработење на ова драмско студио во делумно реновирани услови продолжува активно. Се сеќаваме дека ова драмско студио постигна изворедни резултати во драмската дејност. На текстови на Миле Вулкановски и Јукио Мишима, често одевме со ова група на Давко Очени со награди. Одовде Борче Начев излезе како талентиран актер кој впрочем веќе е во таа уметност, да. Може ли тука да откриеме еден нов талент кој што професионално би можел да се занимава со актерство? Па сигурно ако продолжат, поготово од женскиот дел од ансамблот, едни многу надежни млади девојчиња од 8 одделение функционира. Впрочем, главниот лик го носи Николина која ја игра невестата. И тоа е еден завиден успех. Сметам, Куклиш од времето давало таленти, како што кажав, и се надевам дека магијата на театарот ќе ги опфати и дел од ниве. Што после тоа? Значи, очекува ли повторно да ве видиме со нова драмска представа? За ова година сметам дека е сосема доволно. Ово е трет проект кој го работам со млади. Нормално во театарот моите обврски се пред се. Сметам дека е доволно затоа што сега следува умри машки гостување на Давко Очени, каде не очекуваат со нетрпение. Исто имаме гостување, треба со едната екипа да учествуваме, да гостуваме во Свиленград, Дојрански ракувања, Богданско лето, Струмичко мирно лето. Сметам дека и трите представи кои ги работев ќе имат век на траење. Значи не се премиерна изведба и ова. Јас се трудам секој пат поголем број публика да ги види нашите креации, нашите дела и критички да не оценува. Впрочем, тоа е целта на театарот. Тешко ли е да се работи со младите? Слушаат ли? Сакат ли да ги примат вашите совети како треба, што треба? Па ние кубуриме или сме едно семејство кога работиме. Мене ми е многу драго што овие деца одвојува од собственото драгоцено време, голем дел и беа активно присутни. Значи се подадоа на режисерската палка и соработува на еден извореден начин. Школието не го запоставува, напротив и дури оценките ги поправија. Значи и сметам дека и тоа е една додатна енергија на мене како веќе во сериозни години кога младоста се грижи за театарот. Впрочем, со нетрпение очекува кога ќе дојде премиерата и сите проби со една изворедна точност беа присутни и активно дејство, творечко активно дејство. Ние од актерската екипа сме многу задоволни, бидејќи се надеваме дека режисерското видување го оправдивме, да. И се надеваме дека навистина публиката е задоволна, пошто нели забележавме самиот аплауз. Па се надеваме дека ќе со ова представа ќе има многу нели гостување и понатаму ќе играме нели низ повеќе театар. Планираш професионално да се занимава со актерство или тоа ти е само поттрек за тоа што би можел ти да работиш понатаму? Па да, веќе нели како што знаеме, ова ми е 4-та година како што работиме заедно со режисерот Кире Георгиев и навистина тој нели со неговата харизма ми
ми вдахна еден таков театарски нели момент во мене, кој се надевам, не се надевам, него сигурно ќе продолжам да студирам актерска игра.